реакција на општина Центар, како градоначалник и како совет на општина Центар по повод објавата за продажба на една од најатрактивните парцели по Центар, односно на самиот плоштад. Дозволете на самиот почеток да кажам дека сме крајно изненадени од оваа постапка, каде што, како што кажав повторно, на еден сомнителен начин, на багателна цена, се прави обид од страна на Министерството за транспорт и врски да се продаде најатрактивната, може веќе да се каже слободно, парцела на самиот плоштад на градот Скопје. Сакам јасно како градоначалник, но и во име на Советот, да соопштам на јавноста 3 причини зошто се брза со ова продажба на ова атрактивно земјиште, на ова атрактивна парцела. Прво е затоа што веќе на наредната седница, како што знаете, најавена е ревизија на деталниот урбанистички план на Малиот Ринг и оттаму, како што кажав, централната власт се обидува да го пресетне овој момент кој што веќе треба да се случи на наредната седница. Понатаму, втора причина е затоа што во тек е постапката во општина Центар за конечно превземање, тоа го ветивме јасно за време на изборите, на уредувањето на градежното земјиште да биде повторно под владење на општина Центар, а не со него да раководи централната власт. И трето е затоа што и централната власт е апсолутно свесна дека е точно што ние го кажувавме во претходните 4 години и особено за изборната кампања, дека новиот детален урбанистички план за Мал Ринг е во спротивност потенциран со законите, со уставот на Република Македонија. Сакам на крај да упатам порака до инвеститорот дека треба добро да се замисли кои ќе бидат неговите следни чекори, затоа што, ќе кажам, следи ревизија на деталниот урбанистички план. Потоа јасно да кажам дека општината Центар смета дека е тој апсолутно во спротивност, како што кажав, со законите, со уставот во Република Македонија, затоа што не е усогласен со генералниот урбанистички план и со тоа сакам да кажам дека општината Центар нема да даде одобрение за градба, се додека не се расчисти до крај дилемата што ќе биде со ова парцела, со ова земјиште, а за нас тоа е крајно спорно. Благодарам дали има некој прашање до мене и до председавачот на Советот. Пак поменувам дека на следната седница ќе се донесе. Кога ќе биде донесена одлука? Во текот на следната недела имаме намера да одржиме седница на која што ќе разгледуваме прашања. Добро, дали се предвидува да се избрише маркичката? Можете ли да ги стопирате сите овие активности? Кои се вашите ингеренции? Генерално ингеренциите на Советот е да ги донесува деталните урбанистички планови, да ги донесува и измените на деталните урбанистички планови. И ние ќе бидеме во тие рамки, значи ќе почитуваме законите, ќе почитуваме прописите, се што дозволува законите и прописите ќе го направиме, а тука имаме можност да го направиме. Значи може да стопирате продажбата? Суштински да, формално не, бидејќи ние не ја распишуваме продажбата, значи продажбата ја распишува друг и тој веројатно ќе се однесува како што треба да се однесува, а ние ќе се однесуваме суштински за онај дел кој што е наша надлежност. Односно за парцелата, односно маркичката на парцелата да се... Генерално зборуваме за урбанистичките планови, значи донесувањето на деталните урбанистички планови, измената на деталните урбанистички планови е во надлежност на Советот на општината и Советот на општината најдомаќински и најкорисно за граѓаните ќе се однесува во тие прашања.